Тетово Јонака речиси да нема никакви проекти и активности за забава и рекреација, па така ниту ли згалиштето поставено на градскиот плоштад уште пред Нова година не профункционира. За време на новогодишните празници од неконтролирана употреба на пиротехника беше изгорено и уништено. Месец и половина стои како декор на плоштадот, без ништо да се поправи. Граѓаните и не се многу изненадени. Велат во градот и многу други работи не функционираат како треба. Нема овде ништо не функционира у градот. Ова само го стаја и така остана, барем нека го собере да не смешава. Ова не е чудно. Бака може сегде да најде вакви ствари кои не се довршени, кои не функционираат. И така, не знам како тоа разбираш. Жал ми е за младите. Па моје мислење дека може да се подобри. Тоа треба надлежниот од општина, најверојатно тие. Така да децата да имаат една занимација. Тетово една од 7 општини во државата каде зимава преку Агенцијата за млади и спорт беа поставени лизгалишта. Директорот вели дека општината има обврска да го поправи и одржува, најавувајќи дека денови веќе проработело, но засега нема абер да биде пуштено. Има и општината обврска да го одржува, односно да воведе ред за функционирањето на самото лизгалиште. Дополнително разговаравме со општината, разговаравме со градоначалничката и секако штетата која што е направена ќе се покрие и веќе тетовчани од наредните денови ќе можат повторно да уживаат во благодетите кои што ги дава лизгалиштето и секако ќе можат да го користат. Општината нема конкретен одговор околу поправката и пуштањето на лизгалиштето. Наводно чекале да се формира комисија за проценка на штета, па да се поправи и да се пушти во функција. Но имајќи предвид дека на ова се чека повеќе од 1 месец, се чини ќе дојде пролет, па лизгалиштето како што се постави, така и ќе се тргне од плоштадот.